Кади бабе, со крилја беше. Крилја. Не се носи гуска на печење со крилја. Затоа летнала. За друг пат бегу да си знаеш, кога ќе носиш гуска некаде да печеш, да биде без крилја, оти пак ќе ти летне. Ај води си сега. Ама Кадио... Нема ама, нема ама. Се знае тука кој кажува, кој суди. Јас сум тој што кажува што е право, а што е криво. Ај сега, момчево од тебе ослободено, така, да си знаеш и за друг пат ова да не го заборавиш како се пече гуска. Без крилја. Ај сега, оди. Сега, кој е наред? Јас Кадио. Мене прв ме снајде маката. Отидов да купам леп и тој ме акна со лопатата и ми го извади окото. Како сакаш ти, момчево, да го судиме? Па се знае, Кадио, око за око, зад за зад. Око за око. Како да? Бидува, ќе го казниме така. Он ќе го извади окото и ќе го ставиме кај тебе. Само ти прво да го извадиш то око, за да можеме неговото око кај тебе да го ставиме. Не бидува, Кадио. Како така? Како да го извадам окото? Ќе ме боли? Значи боли, а? И ако боли, ај, надвор, излегувај. Ти бараше око за око. Не барам ништо. Не. Јас ќе си одам, а око ќе ми одправи. Не барам ништо. Кој е сега третиот што се жали? Јас, Кадио, сакам тешко да го казните. Ние одејќи на кај кумот, со жената тој ја турна жената во дрвото и таа падна и се исплаши. Бидејќи беше трудна, го изгуби детето. Барам око за око. Па добро де, нели така сакаш, така и ќе направиме. Ти ќе му ја дадиш жената кај него, да седи 9 месеци, па тој ќе и направи друго дете и ти ќе си го добиеш детето пак назад. Така, да ти врати око за око. Ама Кадио, не играј си со мене. Кај бидува да му ја дадам жената и, како што велите, тој дете да ми прави... Не сакаш? Тоа не ти се бендисува? Значи го ослободуваш и ти, момчето. Ај сега, кој си ти? Што судење ќе е ова? Јас сам ќе си направам дете. Да си направиш. На маката што е имало момчето, сега и вие тука душата ќе му ја вадите. Така е, Кади Ефенди, така е. Јас не сакам. Јас само сакам главата на рамене да ми остане. Толку многу ме брка и ме гонеа. Ти да молчиш. Тебе ништо не те прашам. Ај, сега да видиме кој е наред. А ти? Со братот, а? Јас сум Кадио. Само, со мене нема лесно пајка на поме. Не е ова гуски патки шатки. Неродено дете, извадено, довадено, невадено око. Не знам, крилја пресечени, не пресечени. Работата е за брат ми. И што за брат ти? Што му е на братот ти твој? Што му е? Тоа му е што е мртов. Ово е овде го тепа. Од зидот. Падна право нагла и го тепа. И што бараш да му биде казната? Како што си е правдината. Око за око. Сакам неговиот брат или, ако нема брат, неговата сестра, да се погуби. Око за око. Така нека биде. Умрел човекот не е шега.
Јас не сакав да го отепам Кади ефенди. Јас скопнав себе си да се отепам. Оти порно ќе беше да беше така. Оти ако ме фатеше мајсторо жив ќе ме одереше. Толку многу ми беше страх, толку многу ме гонеа, толку една цела сурија што не знаев кој ќе ме тепа, кој ќе ме брани Кади ефенди. Ти да молчиш. Човекот бара око за око и ќе му дадеме. Ќе направиме вака. Сега ќе појдеме пак кај Дзиздон. Кај што умре брат ти. Тогаш ќе направиме вака. Калфата сега ќе застане на местото од брат ти, а ти ќе се качиш на Дзиздон горе. И ќе рипнеш врз калфата да ќе го отепаш. Да. Што? Јас да скокнам од тој висок зид, па да не го погодам и да скотепам? Не сакам. Па и тој можел да се отепа ако не го погодил брат ти. Еми ти сакаше око за око. Ако не сакаш, ајде, врви си го патот. Кади јас не мислев така, јас мислев дека... Ти како што мислиш не е право. Оди дома и мисли. Сетне ќе ти текне дека не е право тоа што го мислиш ти. А од тебе момчето ослободено. А сега, ајде, врви си по патот. Па може и така и ќе да е подобро. Ај. А ти бе? Ти пак на што се жалиш? Ај. Се жалам и го тужам овој овде, оти да не ми го дотужи ракава 2-3 пати. Зошто го тужиш? Ете, се жалам оти сакат да ме прави дека сум мал во ума. И оти бегот си го изгубив за моштерија. Толку убав моштерија како бегот, ете така ми оти. Шо да правам сега? Еми јас тебе ништо не те разбирам. Па тоа де, што сака да ми каже оти печената гуска летнала. Јас сум сведок, јас со своји очи ја видов гуската како летна. И леташе, долета над мојата куќа. Мавтај со крилцата, си избори, падна во мојата куќа и токму пред мене на трпезата. Ја гледам гуската, велам, шо да и прави ја? Ја гледам и ја суправив. И сега, шо да правам? Еми ништо, шо ќе правиш? Сега калфата ќе си го земеш и ќе си ојте на работа. Ќе си ојте у дома си. А тоа со бегот си го изгубил за муштерија, не е голема работа. То не е нешто. Ами, него го изгуби за муштерија, мене ме доби за муштерија. Ете така. А и така да ти кажам, бегот нешто требаше да ми даде. Па сега во ЕСА-пот сме тамам. Ајде сега, ојте си со здравие. Гуска со Ö се пишуваше или со Ö?